утро. Да си кажеме за бојкотот на маркетите, дали е можно да се очекуваат ефекти и како државата може да влијае во процесот на намалување на цените, како и за податоците за прометот во маркетите во петокот и деновите пред тоа. На оваа тема утрово зборувам со Ѓорги Михаилов од Управата за јавни приходи и професорот Зоран Ивановски. Господа, добре дојдовте во студиото на Тома. Благодарам. Чувме податок од Управата за јавни приходи дека прометот е намален за 22%, 22,12% во петокот, што е помалку во однос на претходниот петок, но е сепак 75.000 помалку фискални сметки, нешто така беше бројката. Толку граѓани веројатно од прилика останале доследни на повикот за бојкот. Што велат бројките? Колку е вкупниот промет на маркетите во петокот? Напрво да ви се заблагодарам за поканата. Управата за јавни приходи е константно во комуникација со даночните обврзници, цело време на терен, ги следи тековите движењата на работата, но исто така ги следи и овие специфични обштествени појави, како е оваа ситуација со бојкотот на маркетите. Од она што управата го има како податок преку GPS системот кој што е во нејзина надлежност, во четврток на 6.2.2025 година преку GPS системот се издадени 417.866 фискални сметки со искажан промет од 232.791.000 денари. Во споредба со тоа во петокот, фактички денот кога требаше да биде спроведен тој бојкот, преку GPS системот на Управата за јавни приходи имаме информација дека се издадени 346.317 фискални сметки, како што спомнавте од прилика некаде околу 70.000 сметки помалку, преку кој искажен промет од 181.288.000 денари. Споредбено со доколку зборуваме и за претходниот петок, кога се исто така се спроведуваше еден бојкот, на 31.1.2025 година, во тој петок прометот, искажаниот промет е 114 милиони денари, 114.293.000 денари. Кога ги споредуваме четвртокот и петокот во минатата недела, може да заклучиме дека пад на прометот во однос од четвртокот кон петокот има отприлика некаде околу 22%. Во споредба со тоа колкав беше падот во претходната недела, кога на 30 и 31.1.2025 година се следеше прометот и падот изнесуваше некаде отприлика околу 46%. Да, значи помал пад на прометот, помал бојкот, помали ефекти од бојкотот. Некои објаснувања велат дека тоа е така бидејќи крајот на јануари џебовите на граѓаните се исцрпени, пензиите не се поделени се уште, на почетокот на месецот луѓето добиле плата, пензија, па поинаква е сликата, расположението. Професоре Ивановски, дава ли ефекти бојкотот или само се издишува на некој начин гневот на граѓаните од сиромаштијата, од високите цени, или можно е да се очекува реално дека ќе паднат цените? Па во однос на состојбата која имаме, можам да кажам дека ставот на трговците од друга страна е поинаков, односно тие се свесни дека прометот кој е паднат претходниот ден заради бојкотот ќе биде надоместен веќе наредниот ден, затоа што едноставно и немаат граѓаните друга алтернатива. Така да нивните реакции по прашање на овој бојкот не се толку драматични, значи свесни се дека ова е еден повик, една психолошка, би рекол, активност која у суштина и нема некои позначени влијанија на движењето на цените. Еве, да го прашаме Михаилов дали е така. Дали она што беше бојкотирано во петокот и намалување на прометот е надоместено во текот на викендот, како што вели професорот? Какви се податоците за прометот, еве и во викендот по 31 јануари и дали ги имате најновите податоци за изминатиот викенд сега, сабота? Јасно. По она што го имам овде како податок, ако споредуваме, како што рековме, во однос на 31.1. петок, кога имаше бојкот на маркетите, во саботата на 1.2.2025 година преку системот на Управата за јавни приходи, односно преку GPS системот, издадени се 432.246 фискални сметки со прометот од прилика 281.638.000 денари. Значи е надмашен четвртокот. Значи во однос на четвртокот од прилика, па тука е некаде прометот нешто над 50 милиони денари од прилика вкупниот промет.
доколку го споредуваме во однос на саботата на 25.1, значи пред викендот кога бил бојкотот, вкупниот промет во таа сабота бил 253 милиони 153 илјади денари, односно 415.000 фискални сметки. Во саботата континуитет одреден може да се забележи, нема некој пат или раст, горе-долу од прилика исти прометот и саботите пред и саботите после бојкотот, од она што го имаме ние како податок. Професоре, велите повеќе психолошки, нема друга алтернатива за граѓаните, меѓутоа алтернатива има државата. Иако станува збор за пазарна економија, има низа на закони кои ја регулираат оваа сфера, од законот за трговија, законот за спречување на конкуренција, законот за нефер трговски практики кој е нов и кој на некој начин најмногу допира до ова. Со кои инструменти располага државата да интервенира и навистина да спречи дивење на цените, кога и самите официјални лица признаваат дека исти цени од исти брендови се драстично поскапи кај нас отколку во соседните земји? Па, видете, ова е прилично комплексно прашање. Значи, тука можеме да дискутираме по повеќе теми. Прва работа би се навратил на бојкотот, искуствата на големите синџери на маркети со вакви бојкоти или абстиненција од трговија се веќе познати кај нив, особено во времето на короната и локдаунот. Значи, затварањата кои беа правени во одредени денови, отварањата на другите денови беа искомпензирани, така да они веќе имаат искуство и затоа нивниот став во однос на овие бојкоти, би рекол, индиферентен. Нема некое позначено влијание. Во однос на законите. Видете, ја тука би дал коментар. Ова е област која се изучува на економските факултети. Предметот е економија на јавен сектор и генерално вакви политики на цени каде што државата масивно се меша, се карактеристика на некои претходни системи. Значи немаат, би рекол, некоја подлога во основите на пазарната економија и генерално науката препорачува државата да не се инволвира во политиката на цени, освен таму каде што немаме перфектен пазар или конкурентски пазар и така натаму. Перфектен пазар не постои веројатно никаде, ни во поразвиени земји од Македонија, меѓутоа да ги има оние повеќе играчи, слободен влез и излез на пазарот и така натаму. Ние сме свесни дека регулација на цените имаме таму кај што немаме совршена конкуренција. Имаме регулаторна комисија за енергетика, горивото, затоплувањето, струјата и така натаму. Тоа е регулиран пазар, а овдека се соочуваме со огромен број на производи, огромен број на трговски оператори, значи каде што управата за јавни приходи е тука, меѓутоа или инспекцијските органи просто е невозможно да се покрие таа област. И сега вие имате ситуација. Од ова што го слушам досега, значи треба да кренеме раце. Попустои бојкотот, попустои да очекуваме нешто од владата. Утре на седница на влада закажано, односно најавено дека ќе се расправа по анализа на Министерството за економија, по претходно податоците собрани од сите инспекцијски служби, во однос на тоа колкави се маржите, бидејќи е утврдено дека, например, за бебешката храна, две категории на производи, бебешка исхрана и опрема за бебиња и хемиски производи, маржите оделе и помеѓу 20 и 35%. Видете, јас бојкотот го сваќам малце поинаку, нели? Не е само пораката кон синџирите од трговијата, значи трговските компании, туку пред се ова е порака и до владата дека се потребни посериозни и по соодветни мерки за контрола на дивењето на цените. Ако се вратиме малце уназад и побараме каде се причините, значи пореметувањето особено на пазарот на прехранбени производи токму започна од прекинот на синџирите на снабдување во време на короната. Тогаш зафати и бранот на покачување не само на енергенсите, туку и на прехранбените производи. Значи тоа е генерално и тренд во светот дека не треба да очекуваме поевтина храна, него напротив, се она што се случува и во производството, дистрибуцијата, транспортот и така натаму, на храната мора да се преслика и во цените.
Ние сме сведоци дека и цените на одредени производи во странство се на исти производи поевтини кај нас. Исто и тоа има пазарна логика, затоа што сме помал пазар, подалеку. Не би сакал да спорам со вас, но факт е дека електричната енергија, цената беше многу драстично повисока во 2022 по избувнувањето на војната во Украина и таа енергетска криза. Од тогаш струјата неколкукратно поевтина, меѓутоа цените на производите не се вратија на тоа ниво од 2022, напротив и натаму растат. И тоа е пазарна логика, затоа што многу тешко се враќаат цените, нели, задржаните привилегии, заработки и така натаму, нели, тешко се одрекуваат сите, нели, да ги намалат. Тоа може да се направи само, значи, или со појака конкуренција, увоз ослободен од царини, давачки и така натаму, или пак со државна интервенција, а тоа значи дека државата не само што декларативно, нели, ќе дава поддршка на намалувањето на цените, туку ќе треба и да ги користи средствата од буџетот, односно не товарот на намалување на цените само да паѓа на трговците, туку да падне и на товар на буџетот и да се интервенира на пазарот. Мислите намалување на даночна основа? Закон на ДДВ да се намали на некои производи? Видете, има различни инструменти. Може тоа буџетот да си го дозволи? Па сега зависи колку сме заинтересирани, нели, да влијаеме на намалување и стабилизација на цените. Се она друго, нели, е сепак во делот на декларативното дека сакаме да направиме, меѓутоа интервенцијата треба да биде и подкрепена од буџетот, затоа што дефинитивно тоа ќе има товар. Не мора да значи одлив, нели, али може да значи намален прилив на буџетот и на тој начин да се влијае на политиката на цени. Се додека трговските оператори не осетат, нели, дека ваквото однесување во делот на цените нема да се толерира, односно ќе има интервенции од стокови резерви или вакви некои државни мерки кои што се стимулации, намалување на даноците, ослободување од царини и такси, се до тогаш тие ќе се однесуваат слободно и, нели, ќе користат својата позиција на пазарот за одржување на стапката на принос која очекуваат. Спомнавте, ако се вратиме наназад, па нешто поврзавте со пандемијата, со тие локдауни, меѓутоа, веројатно вистинското прашање е што правеле инспекциските служби години наназад, кога слушаме дека министрите и премиерот најавуваат од сега инспекторите ќе бидат во засилена и активност и ќе вршат засилен надзор на маркетите, зошто тоа не го прават редовно, веројатно? Зошто до овие податоци не сме стасале порано како држава? Михаилов, имате ли вие податок за прометот на маркетите во годините наназад? Ова што го спомна професорот, пандемијата, пред пандемијата и после, како се движи таа крива? Управата има преглед на прометот кој што го имаат поголемите маркети, ги земаме. Правевме специфична една анализа горе-долу на тие 8-9 големи маркети кои што се јавноста покажува поголем интерес во нив, имаат поголем промет, имаат поголем удел во пазарот. Она што е забележливо од податоците е дека некаде во периодот од 2018 година до 2021-2022 година растот, очигледен е раст на прометот, континуиран, и тоа не е константен, е некаде од прилика околу 10 до 13%. Просечно мислам дека е некаде околу 13%. Забележлив е доста повисок раст во периодот од 2022 година па до сега. Повеќе фактори веројатно влијаат на целата работа. Сега на управата за јавни приходи не е да анализира точно кои се факторите зошто се случил таков раст на прометот, веројатно и на цените, да не прејудицирам. Има ли одреден тајминг, одреден пресек кога може да се направи, кога тој раст значителен почнува? Би можеле да земеме 2022 година. Предпоставам дека тука најдиректно се гледаат ефектите на корона кризата, но и она што го знаеме од јавноста, високата инфлација не само во Македонија, туку на светско ниво. Да, околу 20%. Тоа кажувам дека од прилика растот е доста голем. Да видам, само имам точен податок за, еве да го земеме најголемиот маркет во Македонија, не би користел имиња. Еве вака. Вика во 2022 година, 2021 година има промет од околу 11 милиарди денари. Веќе во 2022 година тој промет расте на 14, а претходните години горе-долу од прилика околу 1 милиарда денари е растот континуиран на тој маркет.
што значи дека веќе во 2020 Скок за 3 милиарди има само во 2022. Само во 2022 година растот е за 3 милиарди денари прометот. Зборувам Односно во евра околу милиарда евра, 900 милиони евра прават сите овие поголемите синџир маркети од 8 главни брендови што се во Вкупно Македонија. ако гледаме колкав е прометот на нивниот скупен промет е некаде, па го имам и тој податок, околу 69 милиарди денари, од кои што најголемиот маркет има 27,27% удел, односно отприлика околу 19 милиарди, а најмалиот е со 3,5 милиарди денари промети, односно 5% од вкупниот промет на пазарот. Таа разлика која што ја спомнавте, очигледно евидентна со светската криза со инфлацијата и дефинитивно и кај нас тие ефекти се видливи. Ја чувме министерката за финансии реферира на законот за забрана на нефер трговски практики, што стапи на сила неодамна. Таму има член 6, кој за мене не е доволно јасен. Не знам дали професоре го имате прочитано во детали, дали знаете да го објасниме. Има еден дел каде што вели за значителна преговарачка моќ односно за нефер трговски практики согласно со одредбите од овој закон при продажбата на земјоделски и прехранбени производи се сметаат доколку под еден добавувачите имаат годишен приход не поголем од 2 милиони евра во денарска противвредност, а купувачите имаат годишен приход не поголем од 10 милиони евра во денарска противвредност. И потоа под 2 добавувачите имаат годишен приход поголем од 2 милиони евра во денарска, но не поголем од 10 милиони евра. Има повеќе ставки вака што одат до 350 милиони евра во денарска противвредност. Па видете, овие податоци од управата за јавни приходи може да ви дадат одговор и дали некои од трговските оператори имаат сериозна пазарна моќ, нели? А со тоа и можност да делуваат на пазарот, односно да се однесуваат монополски, олигополски и така натаму. Бројките кои ги спомна колегата покажуваат дека е мала стапка на реален раст на прометот, затоа што и он спомена, нели, инфлација, у тој период имаме меѓу 13 и 15%, така да голем дел од порастот на прометот е само преку порастот на цените. Значи, одговорот треба да го бараме, според мене, нели, во стабилизација на цените. Тука се јасни инструментите и мерките. Тука државата има генерално надлежност во делот на монетарната политика. Тоа е она што го работи Народната банка. Она има стабилна стратегија која применува последните 20 на години, нели, на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото и тука немаме проблем во однос на депресијацијата на денарот, он е стабилен, али од друга страна овие инструменти не делуваат многу, нели, кај цените. Мораме да бидеме искрени одека збориме за цените и нивна стабилизација. Не е ситуацијата само кај прехранбените производи. Може би е уште подрастична, да кажеме, на пазарот на недвижности. Тука сме сведоци секојдневно на дивење на цените. И ако сега, нели, се фокусираме на бојкотот само на маркетите, тоа не би било фер и према другите граѓани кои во друг дел. Просто да се вперува само во маркетите, но кога станува збор за храната, тоа е основната потреба на човекот и веројатно затоа. А и податоците кажува дека стапките на принос на маркетите не се такви као што имаме во другите сектори. Факт е дека не е фер да се впери прстот само во маркетите, тоа е синџир од добавувачи, производители, нели? Меѓутоа станува збор, еве и официјални податоци има од текот на вчерашните изданија на вестите и на Телма дека инспекторатот ги проверувал и увозниците и дистрибутерите на увозна стока, при што исто така се утврдени големи маржи, кај некои производи таа маржа веднаш по увозот изнесувала и дури над 35%. Видете, тоа е голем профит. Ова бара од државата огромен бирократски административен апарат за контрола на сите, што е просто невозможно. Маргиналните трошоци на таквите активности на државата ќе бидат поголеми од маргиналниот придонес или бенефит кој ќе имаме од таа акција. Значи, мерките насочени во оваа област, преку административно контролирање, се неисплатливи. Односно, ќе барат многу луѓе, големи трошоци, а ефектот нема да биде онаков како што го очекуваме. Еве, го споменав пазарот на недвижности и веќе државата најавува интервенции на овој пазар преку изградба на објекти каде што цената на стабилниот простор ќе биде значително под пазарниот. Значи, ова е
пример како државата треба Мислите да за државните станови во Битола? државни станови во Битола, најавуваат во Скопје и така. Значи, само таква активност може Кога да ги станува збор за натера. храната, веројатно треба да се стимулира земјоделското производство и да се намали увозот на храна од надвор, Значи, кој достигна до милијарда ние евра. имаме огромни стимулации во земјоделието, а бенефитите секоја година и корисностите се пониски и пониски. Значи, треба да Дефицитот расте. Така е, значи ние сме нето увозници на прехранбени производи, на храна, што е, нели, просто невозможно затоа што сите анализи покажуваат дека економијата на Македонија има компаративни предности за земјоделско производство. Значи нешто со нашите политики и мерки не е во ред. Велите треба голем бирократски апарат, меѓутоа имаме закони повеќе кои ја регулираат оваа дејност. Повторно зборувам за малопродажбата и за продажбата на прехранбени производи и пијалаци, бидејќи тоа е основната човекова потреба. Становите се понатаму друга категорија, закон за трговија, закон за заштита на потрошувач, имаме закон за електронска трговија, закон за заштита на конкуренција, закон за нефер трговски практики. Веројатно може да се препознае на некој начин мала конкуренција или на некој начин олигополско делување на овие субјекти на пазарот кога се оди со маржи и до 35%. Значи треба да се стимулира влеси на нови синџири. Иако како на пример во некои маркети цените се драстично пониски од цените во некои други производи. Ги знаеме сега да не ги именуваме тука, меѓутоа во некои маркети ист производ од ист бренд е неколкократно, дури и двојно повисок од цената во друг маркет. Значи треба да ги анализираме каде се причините зошто поминуваат различни цени и различни маржи, нели, на пазарот. Проблемот е токму во инфлацијата, каде што граѓаните веќе го изгубија контактот со реалните цени. Значи, секојдневното покачување на цените успева да ги прикрие и енормните маржи кои некои ги искористуваат. Има такви, значи? Секако. Па видете, тешко се прави бизнис и се заработува кога е се стабилно. Значи, на сите трговски оператори им одговара нестабилноста, затоа што под превезот или нели маглата на инфлацијата може да протуркаат и многу повисоки маржи. Меѓутоа, видете, вие не можете административно кажете вашата маржа мора да биде 10%. Тоа нема допирна точка со пазарна логика. Еве, постои такво нешто во блиската историја сега, нели? Неколку пати бевме сведоци на ограничување на маржите, мерка што беше направена во неколку наврати и во 2022. Без никакви посебни Потоа ефекти. подготовка на кошнички, новогодишна, великденска, какви се немаше. Има мерка и одредување на максимални цени. Постои како опција. Меѓутоа тоа се користи само во крајни ситуацијата и премиерот вели не сака со интервенционизам да делува, сака да биде тоа джентлменски договор со производителите и трговците и дистрибутерите. Потоа спомнавте вие финансиски субвенции или даночни олеснувања, нешто што не знам дали може државата сега да си го овозможи, но веројатно тука е и мерката контроли и инспекции. Јас споменав во делот на борбата со инфлацијата пред се, нели, монетарната политика, меѓутоа секако во овој дел мора да земе учество и фискалната политика. До сега, нели, притисокот беше на трговците, окей, тие да се откажат и така натаму, меѓутоа не може само тие да го носат товарот. Дури и посериозната интервенција од страна на државата, која секако ќе има буџетски импликации, може да влие на стабилизација на цените на пазарот. Го споменав пристапот на државата кон стабилизација на пазарот на недвижности, значи не треба да се оди подалеку. Многу закони споменавте, нели, јас лично и науката, нели, сугерира дека државната администрација и контрола на цените на ваков начин е нешто што потсеќа на поранешниот систем. И таквиот систем, значи, може да резултира единствено со празни рафтови, затоа што, нели, барате од трговскиот оператор да се откаже од нешто или да го сноси. Зашто е основан? Впрочем, за да прави профит. Нивната главна цел е максимизација на профитот и не треба да одиме подалеку од тоа. Па секој приватен бизнис тргнува од таа премиса. Така е. Михаилов, имате ли податок од како стартуваше бојкотот, значи во два наврата, петок и петок, 31 и 7 февруари, 31 јануари, во деновите измеѓу, во таа седмица, дали има намалување на прометот во однос на онаа седмица пред 31 јануари? Генерално, дали граѓаните купуваат само она што им е најпотребно, дали имате бројки кои укажуваат на намалување на прометот во маркетите?
ако зборуваме за овие денови што се во текот на работната недела, немаме податок во смисла анализа на направено на тоа дали прометот е повисок или понизок во однос на тоа што е откако е воведен бојкот, откако стартува таа некоја општествена акција. По она што јас го знам е отприлика дека прометот е отприлика ист, дека нема големо влијание, мислам нема голема разлика. Значи паѓа прометот само во деновите кога е официјално прогласен за бојкот. Значителна разлика дефинитивно е видлива во периодот кога бојкотот се спроведе, односно во петокот. Како што спомнавме, во првиот тој петок кога се спроведе тој бојкот, падот беше некаде отприлика околу нешто над 46% на прометот во споредбено со четвртокот и претходниот петок во неделата кога немаше бојкот. Овај пат е нешто помалку, бојкотот е помалку изразен, со падот околу 22%. А дали имате податоци за учеството во вкупниот промет на различни сенџери на маркети? Дали има таму движења различни тенденции од како се бојкотира, од како оваа тема стана актуелна? Нема разлика нема да речам еден шаблон на движење на тоа дали кај некој има поголем или помал промет. Видете, има тука многу различни влијанија кои што се важни за прометот кои што го вршат маркетите. Се има одредени маркети кои што се насочиле во минатиот период на инвестирање, па прометот им е намален во таа смисла. Одредени маркети се затвориле, се преместили и така натаму. Голем дел од маркетите не работат воопшто во недела, пример да кажеме, а еден дел од нив работат во склоп на трговските, искажуваат исто промет и во неделата. Тука има исто голема разлика во прометот во сабота и во недела. Така да не се гледа некоја голема разлика од стартувањето на бојкотот во тековниот дел од неделата. Највидлива разлика има баш тој ден кога се спроведува бојкот. Професоре, факт е дека немаме голема конкуренција, немаме звучни познати светски имиња на синџери на маркети. Го нема се уште Lidl, иако е најавен, го нема Метро, го нема оние француските сега, не можам да се сетам. Керфор, нема бројни, меѓутоа еве во соседна Хрватска, на пример, во земји од регионот кои исто така бојкотираат, има познати синџери, па и таму цените се високи. Дали мислите дека зголемувањето на конкуренцијата е дел од решението? Па секако ќе влијае. Можеме да видиме позитивни движења токму на најавата на влез на Lidl, како домашните синџери и присутните се подготвуваат со модернизација на маркети, зголемување на асортиманот. Така да дефинитивно конкуренцијата е добра и здрава работа, секако ќе влијае. Како и да е, значи не можеме да очекуваме заради пазарната логика да преземат маркетите и да очекуваме дека нивната добра волја ќе предизвика стабилизација на пазар. Значи, уште еднаш ќе повторам, бојкотот е добра работа од аспект на изразување на граѓанската свест, цивилното општество, учество на граѓаните во организирањето и животот на државата во целина. Меѓутоа, според мене, пораката не е само кон маркетите, туку и кон државата, дека очекуваме сериозни реформи кои ќе предизвикат стабилизација на пазарот. Тие сериозни реформи, значи, вие споменавте и производство на храна, дистрибуција, системот на мерки и стимулации, она што значи зголемување на производството, па дури и охрабрување на Македонија повторно да го заземе своето место како нето извозник на храна. Јас тука го гледам излезот. Дури во таква ситуација ние можеме да очекуваме и стабилизација на домашниот пазар. Сведоци сме дека и домашното земјоделско производство веќе е заменето на нашите трпези со она од окружувањето, од Албанија, Грција, Турција и така натаму, што не беше ситуација. Граѓаните не може да очекуваат она што најмногу ги интересира подобрување на животниот стандард, се додека ние немаме посериозни инвестиции во оваа област, промена на економските политики кои ќе предизвикаат и стабилизација на цените. Само поголемата понуда на производи може да предизвика намалување на цените и она конечно што сите очекуваат, зголемување на животниот стандард. И сега на крај ќе се дозволам да бидам индискретен, да ве прашам како граѓани, не како Михаилов од управата за јавни приходи, како професор Ивановски од Универзитетот Скопје, туку како луѓе, дали бојкотиравте во петокот и петокот претходно? Јас одма ќе одговорам дека не. Бевте да напазарувате на
Па да, Кога е и најпразно. беше полесно да се пазари затоа што беа попразни маркетите. Искрено, периодот беше таков да јас не влегов тој ден во маркет. Така се погоди или Да, свесно? па до некаде и свесно, ама и сакам да бидам дел од некоја општествена акција кога веќе зборуваме вака настрана од управата за јавни приходи. Михаилов, професор Ивановски, благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за исцрпните одговори. Благодариме. Благодарим. Поканата.